Почитуван председавач со комисијата Тинчо Муцунски, ви благодарам за зборот. Почитувани пратеници, почитуван министер. Генерално со овој закон и со тоа што вие ги одбивате амандманите предложени од ВМРО на јавна сцена ја обелоденивте политиката на Социјалдемократскиот сојуз, која генерално може да ја видиме и во целата економија и во целиот дел од финансиите. Три точки ќе набројам: подршка на вашите блиски фирми, здруженија, федерација, без разлика дали се државни или приватни, директно од државата. За возврат потребно е тие фирми да обезбедат бизниси кои носат високи профити за некојго. Вработување, поточно згрижување на подобни партиски кадри кои не мора многу да работат, а може да земат плата и ќе земат плата. И нормално овие фирми да одработат за избори. Втората точка која вие веќе детерминирате како политика, пошто веќе една година сме овде, тоа е подршка за народот само пред избори во вид на подкуп или замајување со јасна обврска тие што ќе добијат и директен подкуп нормално да држат за изборите. Во спротивно, народот во Република Македонија е помножен со нула и нешто што посебно загрижува немилосрдно задолжување на државата за да ги остварите првите две цели. Сега, со струјата некако не ви оди, стално сме во расчекор. 2020 година незаконски се покачи струјата после избори, затоа што нормално граѓаните не требаше да го видат пред избори, а исто така и нормално првата цел од вашата политика да ги помогнете вашите енергетски компании кои текако одработуваат за власт. Сега, после критиките кои ги упативме до регулаторната комисија, 2021 година, со тоа што и дополнително изборите се октомври-ноември, оваа задача околу струјата треба да ја одработи Министерството за финансии и нормално тоа да се аминува во парламентот на Република Македонија, односно да се даде еден колективен амин или подршка на ова што го нудите како решение. Конкретно за граѓаните веќе подолго време збориме за закон за намалување на данокот на додадена вредност, тоа само за струјата од 18 на 5%, и околу амандманот тоа што го бараме ние е цената да не расте, односно стапката на повластената стапка од 5% да зависи од пазарот на струјата, односно доколку се покачува цената на струјата за крајните потрошувачи, пред се за граѓаните, да не се зголемува стапката на ДДВ од 5% и на тој начин, на некој начин да се ублажи ценовниот шок кој оваа влада и покрај и другите околности им го приредува на своите граѓани. Кога веќе првиот и вториот амандман јасно детерминиравте дека не ги прифаќате, можеме да претпоставиме дека и пратениците ќе си го одработат својот дел од работата. Треба да расчистиме некои работи. Што решаваме денес? Денес решаваме психолошки проблем на СДСМ, како да се зголеми цената на струјата, а да не се осети тоа многу на изборите кои доаѓаат. Кај народ постои една изрека, веќе кога си делиме поговорки, од шупло во празно. Народот, граѓаните на Република Македонија нема да добијат ништо, а на крај целата цена на овој проект ќе ја
повторно граѓаните. Зошто го тврдам ова? Прво, сосема нормално е за СДСМ да ги зголемува даноците. Нормално е да се зголемува цената на бензинот со дополнителни ставки. Има кризен данок, имавме сега предлози за еколошки данок, зелен данок, како ли ќе го крстиме. Нормално е да се качуваат и цените на основните животни продукти и да расте потрошувачката кошничка. Но помал данок во оваа ситуација за струјата доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз, тоа нешто не е во ред, затоа што едноставно тоа не е во нивната матрица. Станува збор само за трик пред избори, затоа што цената на струјата веќе е покачена. Значи, граѓаните на Република Македонија треба да бидат целосно свесни дека струјата овој месец е покачена за 12,7%, согласно одлуката на регулаторна комисија, сега не го знам бројот да не го цитирам. Сега, за тоа да се амортизира пред избори, што предлага Социјалдемократскиот сојуз? Предлага намалување на данокот на додадена вредност, популарниот ДДВ, за струјата од 18 на 5%, но цената уште сега знаеме согласно предложеното решение дека на 31.6.2022 година ќе поскапне дополнително и нема да имаме повластена стапка од 5%, имаме 10% ДДВ, додека на 31.6.2023 година цената на струјата ќе биде повисока за 18%. Значи, граѓаните на Република Македонија слободно можат да си планираат за до година и наредната година помали сметки, затоа што дел од својот буџет ќе мора да го дадат за повисоки цени на струјата. Почитуваната колешка објасни, само накратко, 2021 година на сегашните 1000 денара сметка без ДДВ, во 2021 година ќе продолжите да плаќате, почитувани граѓани, сметка од 1180 денара. 2022 ќе плаќате на сметка од потрошена 1000 денара струја 1230 денара, а веќе 2023 година сметките ќе ви бидат на истата потрошена струја 1330 денара. Ретко кој има сметка од 1000 денара за струја, често за овие што користат клими инвертори кои ги стимулирате и препорачувате, просечна годишна сметка од 5000 денара, во 2023 година просечната сметка, почитувани граѓани, ќе ви биде 6650 денара. Или годишно тоа ви се близу 20.000 денара повише за струја. Сега, тие што имаат постара технологија, термопечки, можат да си рачунат дупло повише средства за струја. Значи, ништо од инверторите, ништо од еколошката струја, од еколошката енергија. Сега дополнително јавно тврдам дека до година нема да се само овие зголемување на цена на струјата. Ќе има и дополнителни зголемувања на цената на струјата и ќе има се додека Социјалдемократскиот сојуз го води секторот енергетика. Зошто ова го тврдам? Затоа што треба да ги видиме причините зошто се зголемува цената на струјата. Многу едноставно, нестручен менеджмент во енергетиката, илјадници партиски вработувања
ефтино продадена државна струја, која е продадена по цена 36-38 евра, а на пазарот вреде 50 евра, во моментот 70 евра. Недомакинско работење со рек Битола, чудна формула за работење на ТЕЦ Неготино, пресушени езера, еколошки катастрофи и на крај сето тоа е производ над 22-3 милиона евра загуба на енергетските компании, кои беа оставени во 2017 година со профит од 30 милиона евра. На крај да сумирам, да не задржувам повеќе од времето, цената на струјата е зголемена, цената на струјата ќе расте, планираат граѓаните пари за да ги платат неуспесите на Социјалдемократскиот сојуз во енергетиката. Благодарам. Благодарам.